Парковите зелените површини во Штип од денес ќе се наводнуваат со систем капка по капка. Јавното предпријатие ИСЕР комплетно ќе го замени досегашниот начин на наводнување, со што ќе овозможи поголема заштеда на вода и навремено одржување на зелените површини. Значи поставуваме црево и систем за наводнување капка по капка и ќе бидат наводнувани булеварите во целиот град, некако што беше досега со цистерни, со црева, со вода, вака ќе бидат поставени овој систем и со ова ќе се наводнуваат парковите површини. По секое време парковите површини ќе добиваат вода, ќе бидат навремено наводнети, ќе имаме подолго време зелени површини, а исто така тие луѓе 4 вработени кои што вршеа наводнување на парковите површини веќе се вклучат во нивно одржување и одржување на хигиената. Системот капка по капка веќе е ставен во функција на булеварот Партизанска. Од интернатот, градскиот стадион, па се до крајот на насел 8 ноември, до основно училиште Стоше Арсов. Предноста е евидентна, се заштедува на човечки фактор. Секој како што е вработен на реон е должен неколку часови, зависи од временските услови какви се, доколку е многу топло, жешко, повеќе се наводнува. Доколку е времето повеќе облачно и врнежливо, тогаш нема ни потреба од наводнување. Се заштедува и во тој. Освен поставување на новиот систем за наводнување, јавното предпријатие ИСЕР со жардинери ќе ги разубави сите булевари во градот. Првата жардинера во Штипската населба 8 ноември е комплетно завршена и хортикултурно уредена. Ние на нашата веб страница ќе поставиме прашање дали се допаѓа ова жардинера на граѓаните на град Штип и дали сакаат ваква жардинерско уредување на сите булевари во градот. Исто така ќе ги прифанеме сите предлози кои што ќе ги дадат за подобрување, за евентуално разубавување на самата жардинери кои што ќе ги правиме во градот. Ваквиот систем за наводнување Штипски ИСЕР најпрво го постави во коритото на река Отиња за одржување на зелените површини и цветните декорации. Холандска агенција заинтересирана за развој на туризмот во Пехчево. Општината ги повикува граѓаните кои имаат напуштени куќи да ги пријават, за да можат истите да се реновираат и категоризираат како туристички капацитети. Општина Пехчево со тенденција да прерасне во голема туристичка дестинација, по барање на холандска агенција да инвестира во реновирање на стари куќи во Пехчево и изнајмување на странски туристи, општината ги повикува сите заинтересирани граѓани кои што имаат напуштени куќи да ги пријават во просториите на локалната самоуправа, за да може понатаму општината да ја започне постапката за договор со холандската агенција за остварување на оваа голема идеја за развој на туризмот во Пехчево. Преговор со туристичка агенција од Холандија, нивно барање е да ги детектираме сите куќи кои што се продаваат во Пехчево и они се заинтересирани да ги реновираат. Тоа е еден интересен момент, може би ги привлекло нашата природа, нашата понуда туристичка и секако дека ценат би било добар момент да се реновираат овие куќи и да ги понудат понатаму за нивни туристи, а секако и за други. Дополнително од општината ги повикуваат своите граѓани кои што имаат простори и имаат можност за сместување на туристи да ги пријават овие капацитети за да општината има увид на сместувачките капацитети и бројот на туристи во Пехчево. Сите што се заинтересирани за да примаат гости туристи да се јават во општината за да ги регистрираме како сместувачки капацитети, па подоцна да се категоризираат секако, за да можеме да имаме една бројка, информација колку туристи имаме колку сместувачки капацитети имаме, колкав е нашиот потенцијал и секако да можеме општината да си направи екипа која ќе менаџира со овие капацитети за да ги сместуваме туристите. Спрема интересот што го гледаме од заинтересираните туристи кои што секако потенцијално ги очекуваме и веќе доаѓаат во Пехчево, ценам дека на некој начин ја постигаме полека целта, полека но сигурно и мислам дека веќе сме крајна туристичка дестинација за многу туристи, а сето тоа го правевме и тоа ни беше цел, уште од почетокот кога станав градоначелник имав една цел, буквално да овозможиме да имаме развој на туризмот, затоа што ценам дека туризмот треба да биде основен двигател на економијата во нашата општина. Сега со овие работи што ни се случуваат, мислам дека полека ја постигнуваме целта и секако ќе работиме и понатаму да ги обогатиме сите содржини понуди што ги имаме и се со цел да Пехчево биде
економски поразвиено и да им биде добро на граѓаните што живеат во него. Инаку Пехчево, освен со новите содржини кои што општината ги создава за привлекување на туристи и неговата ритско-планинска местоположба со прекрасната природа, ги има сите предуслови да прерасне во вистинско туристичко место.